Петочно издание на регионалните вести. Повеќе разводи, помалку склучени бракови, намален наталитет се бележи во Тетово и Тетовско во последните 3 месеци од 2016 година. Во овој период општина Тетово предничи по бројот на разведени бракови во Македонија, евидентирани се дури 68. Во последните 3 месеци од 2016 година се бележи влошување на состојбата со природното движење на населението во општина Тетово и 5 тетовски општини. Според податоците на Државниот завод за статистика, во споредба со претходното тромесечје, но и во споредба со последните 3 месеци од 2015 година, се случиле евидентно повеќе разводи, помалку бракови биле склучени, а се намалили наталитетот. Во споредба со месеците јули, август и септември, во Тетово и Тетовско последните 3 месеци од 2016 година се случиле дури 63 повеќе разводи, се склучиле 140 помалку бракови, а се родиле за 103 помалку деца. Во споредба со последните 3 месеци од 2015 година, во месеците октомври, ноември и декември 2016 година имало за 34 повеќе разведени бракови, за 50 помалку склучени бракови и за 25 помалку родени деца. Во овој период општина Тетово предничи по бројот на разведени бракови во Македонија, евидентирани се дури 68. Најмалку разводи во однос на тетовските општини се евидентирани во општина Јагуновце, 2. Во четвртото тремесечие од минатата година најмногу бракови се склучени во општина Тетово, 167, а најмалку во општина Јагуновце, 16. Како што објави Државниот завод за статистика, најмногу бебиња во последните 3 месеци од 2016 година се родиле во општина Тетово, 282, а најмалку во општина Јагуновце, 29. Што се однесува до податоците за состојбата со природното движење на населението на ниво на Македонија, извештајот на Државниот завод за статистика покажува дека бројот на разведени бракови во ова 3 месечи од 2016 година е зголемен за 7,9% во споредба со истиот период од 2015 година. Бројот на склучени бракови во ова 3 месечи од годината е намален за 15,4% во споредба со истиот период од 2015 година. Бројот на живородени деца пак во четвртото 3 месечи од 2016 година во споредба со истиот период од претходната година е зголемен за 1,1%. Намален е бројот на новороденчиња во Гостивар. Лани, споредено со претходната 2015 година, во Гостиварската болница имало над 150 породувања помалку. Лекарите велат дека бројот на породувањата не го отсликува наталитетот со оглед на тоа што дел од гостиварки раѓаат на клиниките во Скопје и во Тетово. Намален е бројот на новороденчиња во Гостивар. Податоците од гинеколошко-акушерското одделение во Гостиварската болница покажуваат дека лани имало над 150 породувања помалку во споредба со 2015-та. Во однос на полот може да се каже дека минатата била машка година, односно се родиле повеќе бебиња од машки пол. 2015 година имавме заокружено 88 раѓања, што во просек би за разлика од годината што ја напуштивме, 2016, 735 раѓања. Значи, ова покажува еден голем спад на раѓањата, со 153 раѓања помалку од 2015. Загрижувачки, се загрижувачки овие бројки, но тоа е тоа, фактички. Доносени деца, имаме негде 715 деца, недоносени 19 деца од бројката 735. Машки од нив 375, женски 36. Значи, надвладуваат машкото со едно 15 деца повеќе. Бројот на породувања не го отсликува наталитетот со оглед на тоа што дел од мајките од Гостивар се одлучуваат да го родат своето бебе во установи надвор од градот, најчесто во Скопје и во Тетово. Така лани 106 гостиварки се породиле на скопска гинекологија, а 30 во тетовската клиника. Едната од причините е соработката на нашите матични гинеколози со дотични доктори по клиниките. Значи, таа пациентка уште кога ќе се почне да се оди кај матичниот гинеколог, ако 2-3 пати му се каже дека вие подобро да си раѓате у Скопје, значи
тоа е веќе во главата на пациентката всадено како задолжително треба да се породи у друг центар. Ние располагаме со сета можна, значи можен персонал, професионалисти, мислам во рамките на тоа, дека било кое раѓање може да се заврши у Гостивар, со разлика на тоа дека бебиња што ќе се породат под 32 гестацијска недела заради условите во клиника ги праќаме. Не е тоа дека ние не можеме да ги завршиме како раѓање, но заради безбедноста од страна на неонатологија. Според статистиката на гинеколошко-акушерското одделение во Гостиварската болница, гледано по национална припадност на мајките што се породиле лани, 64% биле албанки, 16% македонки, 7% од турска националност, 6% биле ромки, 5% македонки муслимани, а имало и една србинка. Со пригоден собир денес беше одбележан патронатот во Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу. По тој повод во касарната гостуваа представници од државни институции, локална самоуправа, сојузи, здруженија, верски заедници, културен и приватен сектор. Со пригоден собир, државната химна испеана од женскиот младенски хор Менада под диригентство на маестро доктор Ивица Зорич, армиската химна и полагање свежо цвеќе пред бистата на народниот херој Кузман Јосифовски Питу, денес беше одбележан патронатот на Тетовската касарна. Овој настан представува еден сегмент од низат армиски активности кои се планирани за реализација во текот на целата година, а во состав на одбележување на јубилеот 25 години постоење на армијата на Македонија. Пред присутните пригоден говор имаше командантот на 3-та механизирана пешадиска бригада полковникот Игор Спасеновски, врзан за ликот и делото на народниот херој. Кога станува збор за Кузман Јосифовски Питу, неопходно е да истакнеме некои податоци и карактеристики кои го разликуваат од другите револуционери и раководители. Член на Комунистичката партија на Југославија, КПЈ, од 1938 година. Активист на политички план уште како средношколец и студент. Учесник во штрајкови и демонстрации во предвоена Версајска Југославија. Член и секретар на местниот комитет на КПЈ во Прилеп. Активист по партиска, скоевска, синдикална и воена линија. Член на окружниот комитет на КПЈ. Член и инструктор на Покринскиот комитет на КПЈ за Македонија и на неговиот плен. Член на Генерал-штабот на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Со титанска волја, закалена на наковалната на животот, Кузман смело и без страв ја крстосуваше Македонија и внедруваше во својот народ македонско национално создание и борбен дух. Воспитан во цврстина и непокорност, атрибути достојни за компарирање со античките образи на легендарната смелост, но истовремено нежен и хуман. Кузман беше обземен од револуционерната борба на својот народ за својата слобода, чии што настани не само што го инспирираа, туку станаа и борбено знаме за актуелниот мит. Во процесот на своето борбено калење, Кузман научи многу вистини. Тој свати дека не е доволно да знаеш што треба да се прави, туку треба да имаш храброст и тоа да го направиш. По повод денешниот ден во Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу беше спроведена крводарителна акција од страна на вработените, а дополнително беше организиран и тактичко-технички збор со вооружувањето и опремата со која располага единицата во чест на најмладите гости од основните училишта. Денот се буди со предчувство на вина. Утрото преде пребес од кусовечни магли.
Смртта кој таен агент дебне од сите агли, налик на антимакедонско љубопитство. Под синато, Кузмане, Куртул ти нема, Куршум те ваби. Ете, начекаа силните посилен да сгазат. Порази се победнички, стегни заби и плисни им ја в лице огнено омразата. 18-годишен пешак од Тетовско Слатино е тешко повреден во сообраќајка што се случила вчера на патот Тетово-Јажинце. Околу 19 часот и 15 минути на регионалниот пат Тетово-Јажинце во Слатино се случила сообраќајната несреќа во која учествувале патничко возило Ауди со тетовски таблици, што без возачка дозвола го управувал 28 годишник и пешакот на возраст од неполни 18 години, двајцата од истото село. Во несреќата, односно од удирањето, пешакот добил тешки телесни повреди на главата и градниот кош и со друго возило пренесене во Тетовската клиничка болница. Укажана му е лекарска помош, пошто со медицинско возило е префрлен на скопските клиники. Таму е задржан за натамошно лекување и се наоѓа надвор од животна опасност. Јавен обвинител, екипа од секторот за внатрешни работи извршиле увид и се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случила и друго. Вчера попладне околу 17 часот и 40 минути на автопатот Тетово-Скопје во непосредна близина на Требошкиот надвозник, патничко возило БМВ со тетовски таблици, управувано од 26 годишна жена, налетало и ударило во куќе бездомник, кое неконтролирано се движело по коловозот. Нема повредени во возилото, а причината е материјална штета која се проценува на 10.000 денари. Причина за оваа несреќа, како што е утврдено во увидот, е необезбеден коловоз. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово полициско одделение Ростуше вчера околу 21 часот и 20 минути вршејќи контрола на регионалниот пат Девар Мавровјанови запреле возило Volkswagen Lupo со тетовски таблици што го управувал 37 годишникот Пирок. Во возилото се превезувал 20 годишен албански државјанин кој илегално влегол и престојувал во земјата. Албанскиот државјанин е приведен и потоа предаден на одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија во Девар за натамошна постапка. Раководството на Демократската унија за интеграција и денес расправаше околу составувањето на новата влада. Во кое што разговараме и дебатираме по однос на аргументите за понатамошните чекори и одлуки што треба да ги во кое што разговараме и дебатираме по однос на аргументите на претходната седница понатамошните чекори и одлуки што треба да ги текстот на законот за употреба на како што знаете веќе на претходната седница услов или закон кој што ги надминува на законот за употреба на две партии, односно ги надминува критериум определбите или закон кој што ги надминува билатералните односи, тоа беше услов без кој што се не може понатаму во разговорите за определбите за едно коалиционирање. И откако се утврди текстот на тој закон, тоа беше услов без кој што се не може понатаму во разговорите за било која едното е преку учество и откако се утврди текстот на тој закон, другото е два начина и два инструмента за реализација малцинска влада, едното е преку учество и партиципирање, останувајќи во опозиција и давајќи другото е преку поддршка на една таква влада, малцинска во секој случај цело време останувајќи во опозиција и давајќи поддршка на предност на една таква влада, членовите во секој случај цело време во опцијата останување во опозиција е во фактот што да се овозможи на председателството ја гледа во работата опцијата останување во опозиција е во 10 години да може тоа да се овозможи секој што имал сомнежи во работата од на ДУИ, учеството на 10 години да може тоа да се направи без други аргументи за тоа да биде попречен од учеството на ДУИ во владата. Се разбира без кој се не може инструментите за реализирање на истиот се два преку учество во влада или преку поддршка на малцинска влада. Како услов без кој се не може двете опции што денеска за реализирање на истиот се дебатира. Не верувам дека влада или преку поддршка на малцинска влада. Тоа сигурно ќе продолжи двете опции што денеска председателството ги дебатира. Не верувам дека денеска овие таа дебата, сигурно ќе продолжи и во наредните денови. На почетокот кога зборувавме за петте опции, опцијата да се остане во опозиција беше една опција. Таа опција
Значи ние надминавме уште на почетокот кога зборувавме важна препрека и опцијата да се остане важен бенчмарк во тие преговори. Значи ние надминавме една важна препрека и реализација на тој закон. Важен бенчмарк во тие преговори, а тоа е законот за јазици малцинска влада и кажа начинот за усвојување и кажа кои се аргументите што членовите на председателството влада или преку поддршка ги има во поддршка на аргументот да се остане во ви кажа кои се опозиција, а тоа е да се расветлат сите сомнежи за кои што има во поддршка на аргументот да се остане во опозиција, а тоа е да се расработат сите сомнежи за кои што имаме и личен интерес и партиски интерес да не оставиме на албанците кои што ќе остане во меморијата и во поновата албанска историја. Партија е движење, историско движење на албанците кои што ќе остане во меморијата и во поновата албанска историја. Радио Слободна Европа и Гласот на Америка на македонски јазик ја анализира американската политика по изјавата на тамошен конгресмен која се однесуваше на Македонија. Политиките на САД се постојани и не се менуваат според изјавите на поединци, сумираат соговорниците. Почитувани гледачи, добре дојдовте во Хоризонти, заеднички проект на Слободна Европа и Гласот на Америка. Ова издание е посветено на американската надворешна политика и улогата на лоби групите во нејзиното формирање. Изјава на еден конгресмен не е политика на една држава, а посебно не на Соединетите држави, велат познавачите на начините на креирањето на американската надворешна политика во Вашингтон. Според соговорниците на Милена Ѓоргиевска од Гласот на Америка на македонски јазик, администрацијата на Трамп не ја менува политиката на сувереност и непроменливост на границите. Идејата за менување на границите на Македонија, што предизвика голема дискусија, толкување и реакции во државата. Гласот на Америка на македонски ја провери со неколку соговорници во Вашингтон. Еден од нив е поранешниот конгресмен Ерол Померој. За него изјавата на конгресменот Дана Рохрабакер, од која се започна, во најмала рака е неодговорна и не го отсликува ставот ниту на републиканците, ниту на демократите. Работев многу години со овој конгресмен. Тој има провокативни идеи за многу прашања, но тие не отсликуваат големата слика и не водат никаде. Ова идеја никој не ја дискутирал и не сум слушнал за неа порано. Абсурдна е. Всушност, еден човек кажува нешто глупаво. Померој вели дека надворешната политика на САД со децении е базирана врз суверенитетот на границите и територијалниот интегритет на државите. Нема поместување од ова. Не е кажа ниту еден збор од администрацијата на Трамп за преиспитување на границите. Затоа бевме толку вознемирени и за она што се случува во Украина. Сака да се играат со границите, но тие остануваат каде што се. Суверенитетот на границите е суштински. Дека ова начело не е променето со новата администрација на Доналд Трамп, потврди и Стейт Департментот одговарајќи на наше прашање. Во изјавата стои дека САД ги признаваат и поддржуваат суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Оваа политика не е променета. Имајќи го предвид влијанието на лобистите во креирањето на политиката во Вашингтон, разговаравме со Лидија Борланд, председателка на LB International Solutions, меѓународна лоби фирма. Таа се согласува дека нема промена на политика само со контроверзна изјава на еден конгресмен, кој го кажува неговото лично мислење. Не знам зошто ја даде таа изјава. Кога дошол до такво сознание и дали разговарал со некого. Не се сеќавам такво нешто да кажал предходно. Сепак тоа не е прва контроверзна изјава што некогаш ја кажал и нема да биде ниту последна. Како пример, Борланд го посочува предлогот на конгресменот Рохрабакер, Ирак да им ги исплати на САД трошоците за војната, што го дал при посетата на државата во 2011 година. Тој поддржува и Русија во однос на Крим и на Украина и тоа не е политика на САД. Тој може да има ставови и да зазема позиции, но тие не се дел од политиката на САД. Борланд смета дека прецртување на границите е исклучително тешка работа. Имате администрација која утврдува надворешната политика, но имате и 535 членови на Конгресот кои имаат улога во тоа. Еден член кој дава една изјава не е политика.
На интервјуто на Рохра Бакер за телевизијата Vision Plus во Тирана, во кое вели дека косоварите и албанците во Македонија треба да станат дел од Косово, а другиот дел од Македонија да стане Бугарија или која било друга држава, на која тие сметаат дека припаѓаат, реагираше и Дейв Трот, ко-председател на двопартиското тело за Македонија и американските македонци во Конгресот. Македонија представува суштински партнер во напорите на САД за зголемување на безбедноста во светот. Суверена и силна Македонија и македонски народ е во заеднички интерес и ние мора да ја поддржиме, а не да го подценуваме нашиот важен сојузник. Председателот на обединетата македонска диаспора во Вашингтон, Мето Колоски, побара идна оставка од Рохра Бакер од функцијата председател на подкомитетот за Европа во Конгресот. Секогаш има конгресмени кои се под влијание на разни лоби групи. Американскиот конгрес е еден од центрите каде што се формира американската надворешна политика и затоа пораките кои доаѓаат од таму треба да се разберат сериозно. Ова го велат македонските познавачи на американската политика кои додаваат и дека сепак клучниот збор во креирањето на ставот на Вашингтон го има Стейт департментот. Фросина Димеска. Пораките од американските конгресмени, иако не се во согласност со официјалната политика на Вашингтон кон Македонија, сепак треба да се земат сериозно, оценуваат упатините во надворешните односи. Поранишниот шеф на дипломатијата професор Денко Малески вели дека еден од центрите во кои се формира американската надворешна политика е токму Конгресот. Таа не е нешто што е фиксирано, бидејќи е процес во кој се земаат предвид и промените на теренот, и затоа легитимно да се отвораат и теми за промените во политиката, додава Малески. Тоа треба сериозно да се свати, бидејќи иако во еден момент не станува збор за официјална политика на државата, тоа низ еден, може би подолг, може би пократок процес, може и да стане такво нешто. И затоа велам секогаш кога зборуваат американски конгресмени, американски сенатори, кои имаат можноста да влијаат врз креирањето на надворешната политика на Америка, треба сериозно да се замислиме. Периодов изјави од двајца американски конгресмени беа интересни за македонската јавност. Прво, републиканецот Дейна Рорабакер рече дека Македонија не е држава и дека треба да се подели, што предизвика низа негативни реакции. Потоа неговиот сопартиец Дейв Трот изјави дека заеднички интерес е силна и суверена Македонија и дека затоа мора да се поддржи таква земја наместо да се подкупува сојузникот. Според политичкиот аналитичар Исмет Рамадани, секогаш има конгресмени кои даваат изјави под влијание на, како што вели, лоби групи. Сепак тој смета дека тие не може да сменат нешто битно во надворешната политика, нагласувајќи дека таа главно се креира преку Стейт департментот. Но се разбира, зависи и од самата личност на конгресменот. Имаме таму конгресмени кои се со години во Конгресот и тие обично нивниот збор понекогаш е со влијание. Може некоја мала промена, меѓутоа во тоа што значи надворешна политика на американската администрација има многу сегменти за да се димензионира одредена политика, односно надворешна политика во овој случај. И двајцата соговорници истакнуваат дека на негативните изјави од конгресмените треба да се гледа како на порака да се работи на сплотеност во општеството. Тоа беше се во ова издание од Хоризонти, заеднички проект на Радио Слободна Европа и Гласот на Америка. Следене на интернет и социјалните мрежи. До гледање. Илјада и 300 функционери во Романија лани завршија на суд за корупција, објави денеска главната обвинителка за борба против корупцијата Лаура Кордута Ковеси, објави романски портал. Ковеси, која минатата година ја посети Македонија и се сретна со обвинителките на СЈО, како и со републичкиот јавен обвинител Марко Зврлевски, објави дека вкупната штета за која се товарат обвинетите се проценува на над 260 милиони евра. Тројца министри, 17 пратеници, 16 суди и 20 владини представници беа под лупа на Романската агенција за борба против корупцијата.
Најмалку 60 загинати и уште 100 повредени е последниот биланс од експлозијата на автомобил бомба во близина на северниот сириски град Ал-Баб. Меѓу загинатите има опозицијски сириски борци. Експлозијата се случила во селото Сусијан, северно од Ал-Баб, кое неодамна го ослободија турските сили, со поддршка на сириските сојузни борци. Мета на нападот била командата на опозицијската ослободителна војска на Сирија, соопшти Сириската обсерваторија за човекови права. Автомобилот бомба експлодирал пред командата каде се собираат голем број граѓани за да добијат дозволи за враќање во Ал-Баб. Турските трупи со поддршка на сириските сојузни борци ја вратија контролата над Ал-Баб по 2 месеци борба против исламската држава. Екстремистите побегнале од градот, но се уште држат одредени подрачја. Полубратот на Ким Јонг Ун, дисидентот Ким Јонг Нам, е убиен со забранет отровен нервен газ, соопштија представници на истрагата во Малезија. Токсиколошките наоди покажуваат оти Ким Јонг Нам е нападнат со нервниот газ кој Обединетите нации го класифицираа како оружје за масовно уништување, а траги од отровната супстанција се пронајдени на неговото лице и очи. Пјонгјанг обвинува дека истрагата е политички мотивирана и негира поврзаност со смртта на Ким Јонг Нам, кој беше убиен пред една недела. Денес предпладне имавме сончево и релативно топло време со мала облачност која во текот на денот се прошируваше. Температурата се движеше минималната од -2 до 3, а максималните од 12 до 19 степени Целзиусови. Во текот на оваа ноќ кон сабота преку нашето подрачје ќе премине влажен воздушен бран кој ќе услови зголемување на облачноста и повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Утрешните минимални температури ќе се движат од 5 до 1, а максималните од 6 до 12 степени Целзиусови. И овде ги завршуваме денешните регионални вести. Имајте убав почеток на викендот, веќе од утре. Пријатно.